Во следниве неколку минути разговараме на тема ВСС ефект, проект кој што е финансиран од страна на Европската Унија и спроведен од Банката за храна во Република Македонија. На оваа тема разговарам со Душко Христов, токму од оваа организација. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ни дојдов. Ќе започнеме со нешто што го најавивме неодамна, веќе е почеток на проектот. Станува збор за проект насловен како Јас јадам подобро од 60% од децата во земјата. Интересен наслов, предизвикувачки морам да признам. Што точно станува збор? Вака, благодарам прво на поканата и овој проект го најавивме баш токму со вас и на вашата национална телевизија од негде во јануари месец оваа година, бидејќи тогаш беа почетоците баш на административни. Тогаш ги кажавме и целите на самата предлог иницијатива. Кампањата која што ја спомнате, ВСС ефект, тој е проект со наслов како проект кој што има неколку компоненти во истиот, меѓутоа една од компонентите е подигање на јавната свест за нефрлањето храна, бидејќи на некој начин ја формиравме таа коалиција против фрлање храна. Тоа не значи само коалиција од граѓански организации, него тука ги каниме и бизнис заедницата, институциите секако да се вклучат во тој еден процес, бидејќи тоа како приказна на светско ниво има голем замав. Така да, самиот проект, оно што го споменавте, тоа е една моментов што тече, на кампања која што ги маркиравме 30 на контејнери во Скопје, на кои што ги облепивме со, малце ги подукрасивме, баш добар збор, бидејќи дел од тие се малце и шарани со разни пораки, што секој си праќа своја порака. Ние сакаме да пратиме со нашата порака, дека како контејнерот се обраќа на нас, дека ние јадаме повеќе од 60% од децата во Македонија. Што вели статистиката кај нас во Македонија, значи дека се фрла многу храна? Тоа е факт. Одредени институции па и организации излегуваат со бројки дека 455.000 имаат едвам некој оброк, што ние не викаме дека нема, не ја потврдуваме бројката, бидејќи на тој начин реално, бидејќи знаеме дека доста граѓани на Македонија се селени, дека 1/3 од граѓаните имаат по еден оброк дневно, што пак е, не знам врз кои мерили податоци тоа е додено, меѓутоа, да вистина, дека во Македонија има сиромаштија, тоа е факт. Како може да се смени свеста кога станува збор за фрлањето на храна, посебно од поголемите објекти, мислам на угостителски објекти, дали може некако да се направи проект кој што се разбира таа храна би одела кај оние кои што им е најпотребно? Па има разноразни иницијативи низ држава, низ светот нормално, ние како членка на Европска федерација на банки за храна, тие искуства позитивни секако и примери ги на некој начин црпеме од самите наши сестри организации широм Европа. Постојат системи како тоа да се реши, постојат и начини како тоа да се реши, но се уште сме во некоја почетна фаза на целата таа иницијатива која што ние веќе 7-8 години постоиме, на некој начин лобираме за прехранбени производи кои што ги доставуваме до крајните корисници, но дека постојат системи, постојат и може да се стави. Меѓутоа, ја тука не би спомнал ресторантите и хотелите, бидејќи огромен број од тие, да не речем во проценти колку, многу мал број на проценти се офатени со тоа дека им останува храна, и има храна, значи останува, и веќе ние како организација, бидејќи јавно го кажуваме, меѓутоа по знаци наводници дека не смееме тоа да го правиме, бидејќи немаме закон на што го збориме, дека не можеме таа храна да ставиме во процесот на доделба, односно распределување на крајните корисници. Бидејќи немаме законска основа, таа храна еднаш е термички обработена и подготвена, истата има свој рок на употреба, која што од почетокот на готвењето до крајниот корисник треба да стигне во одреден временски рок. Така, веќе ги гледаме контейнерите кои што се испишани со интересни пораки. Какви пораки носат, што значат овие пораки, нешто повеќе околу тоа да се подразмислиш кога фрлаш храна? На македонски, албански и англиски, бидејќи знаеме дека во Скопје во моментов, па и порано има доста луѓе кои што доаѓаат од страна да го поседат по некој си основ. Значи, на самата порака тоа е како да збори, како што нас спомена в контејнерот. Јас јадам повеќе од 60% од децата. Кампањата продолжува врз основа на ова што го направивме. Веќе имаме понуди да одредени општини, може да ги спомнам Струмица, Кавадарци, Гостивар, Јегуновци, Бравеница,
пробишти да се вклучат во кампањата, значи сите контейнери од јавните комунални предпријатија да бидат на начин со пристојна порака кои што ќе упатуваат до нас, бидејќи на тој начин секој од нас фрла ѓубре. Меѓутоа пред да го фрли ќе се подразмисли кога ќе ги гледнат тие тажни очи што доаѓаат од страна на со пораката која што ќе биде на самите контейнери. Кампањата продолжува, како споменав, имаме други пораки, да речеме една од пораките веќе откривам ексклузивно е најчести наши муштери на контейнерите се пензионерите, што жалосно но е така. Така да кампањата е таа која што на некој начин мислам и убеден сум бидејќи за овие 2-3 дена колку што тече веќе кампањата имаме голем број на прегледи на нашата Facebook страна и веќе имаме одредени реакции, секако позитивни од аспект на тоа неверувачки моменти каде што дали навистина е така дека 60% контейнерите подобро јадат него ли децата во Македонија. Треба секој да се запреша. Да, ми се допаѓа целата замисла на кампањата затоа што не е доволно никогаш само медиумски да се покрива оно што го прават организациите без разлика дали станува збор за банката за храна или за било што друго. Кога се оди вака поагресивно, можеби кај македонците ќе се пројави некое чувство кое што сигурно би било чувство да подразмислиш што треба да направиш и како да реагираш. Ги споменавте коментарите, јас на почетокот ве најавив како предизвикувачка кампања. Кои се вашите очекувања од луѓето, ќе се смени или навистина нешто? Па, рачунајќи го проектот, односно имајќи го проектот во раце поддржан од Европската унија, бидејќи работим на неколку сегменти што ги кажав, битна основа е да не имаме и законска подлога во Македонија, да се тоа на некој начин промени. Свеста кај граѓаните некогаш се менува на доброволна основа, меѓутоа претежно се менува кога ние ќе го натераме, не со казни нормално, натераме на еден позитивен начин, со една позитивна радикална мерка, да тој или таа, или ние како граѓани, на некој начин таа храна која што евентуално била фрлена, ја ставиме во функција на оној кој што им треба. Тоа е за граѓаните. За компаниите ќе мора да на некој начин да дојдеме до некој си драфт, некоја платформа, некој закон, кој што тоа ќе го на некој начин уредува. Како што спомнав претходно, дел од прехранбените производи термички обработени од објектите, туристичките и сите други, ние не можеме да ги земеме. Немаме право за тоа да го правиме. Разни иницијативи, готвиме храна, даваме, делиме, ние го правиме тоа и ние и други организации, што е тоа е нашето чувство за одговорност кон заедницата во која што таргет групата која што застапуваме во ред, но сите знаеме, сите сме свесни дека влегуваме во клинч со, да речем под знаци наводници, со законите кои што важат во нешто друго. Да, е баш и пред моментумов имате месо, имаше прилог за како е направена на некој начин криминалско место, каде што измама која што тоа е веќе криминал која што им нуди на потрошувачите на нас граѓаните нешто што не е тоа. На тој начин заштитувајќи го производителот, ние слоганот и на кампањата во цел тој, па и на целата кампања да ги храниме луѓето и економијите, а не депониите, на некој начин. Тоа е еден слоган кој што треба силно да влијае кај сите нас. И ја сум убеден дека македонскиот народ, институциите и пред се бизнис заедницата имаат веќе сенс, се јавуваат на што напоменав одредени локални самоуправи од градовите, да не ги набројувам, веќе одредени компании се јавуваат од аспект на тоа што може да направиме. Ние сме тука, искуството од Европа да ги пренесеме, да сите заедно седнеме на маса и направиме една рамка во која што сите ние ќе мора, бидејќи јас утре не мора да водам банката за храна или било кој од нас што сме таму. Ќе дојдат помлади луѓе што нив треба да ми оставиме целата таа идеја. Меѓутоа, ако не им оставиме систем во кој што они би го работеле тоа, тогаш сите наши напори биле залудни. Бидејќи, само да напоменам дека сиромаштијата е лузна на општеството. Што е поголема сиромаштијата, тоа е поголема лузната. Ја не верувам дека ни еден политичар или институција, односно одговорно лице во државата, па или бизнис заедницата, сакаат еден да води држава, друг да води бизнис, каде што ќе гледа сиромашни граѓани, ќе гледа таа лузна на општеството. На тој начин тврдам дека до сегашното искуство за овие 8 години сме наишле секогаш на отворени врати, сите бараат систем, ние бараме тој систем да биде креиран. И секогаш
тргнуваме од основата дека бизнес заедницата е таа која што треба да каже како би сакале да бидејќи така во Европа. Се седнува од една страна ние како граѓански организации, од другата страна самата бизнес заедница која што секако дека она работи за профит, меѓутоа и треба да го има таа добивка доколку донира одредени производи. Така, кога сме кај податоците, ме интересира која земја во светот е добар пример за нас, која земја во светот е она која што може на прво место внимава на исхраната, на храната и тоа како се складира. Во Европа од 23 земји каде што и ние членуваме, нели сме членка на Европска федерација на банки за храна и веќе ги имаме податоците, само како податок да кажам дека банките за храна годишно во Европа спасуваат и делат за 2017 година 537.000 тони. Тоа е 1,2% од вкупната храна која што се произведува. Која што требала да заврши негде надвор од рамките, значи завршила на трапезата. Сега, оно што го реков да најдобри примери. Нема најдобри примери. 13 држави во Европа го донесоа закон за против фрлање храна, против донации на храна, разноразни закони ги именува. Ќе се зачудите, и гледачите ќе се зачудат, кој ќе кажам дека во моментов најдобар закон за имплементација на еден таква вид иницијатива е во Бугарија. Ние ќе имаме чест, негде половината на септември, крајот на септември, веканиме, вас медиумите и граѓанството, ќе имаме токму еднодневна презентација на бугарското искуство во банка за храна. Нивната банка за храна ќе ни биде гости во Македонија, каде што буквално пешки, многу просто ќе ни објаснат како тоа во Бугарија веќе 4-5 години се случува конкретен исчекор на сето тоа што се треба да се случува и треба да се случува во делот на банкарството за храна. Бидејќи банкарството за храна, ние не викаме дека банката за храна. Банкарството за храна е филозофија, една посебен вид на филозофија, како одредени вишоци на храна или храна со тесна потреба да стигне до крајните корисници. Обично се шегуваме дека ние сме шпедитери на хуманоста или на вишоците храна од точка А донаторите и добрите и хумани граѓани, точка Б крајните корисници. Така. Морам да ве прашам и за складирањето и распределбата на храната. Сме зборувале неколку пати во однос на сите тие работи, меѓутоа добро е да потсетиме јавноста дека водите грижа околу тоа. Секако ние сме, да речеме, една од ретките организации во Македонија кои што поседува складиште и свој административен дел во кој што се застапени принципите на Европските федерации на банки за храна, не можеме надвор од тоа, каде што имаме конкретно приемна храна, регистрација на истата и по врз база на договори исклучени со партнер организациите, ќе кажам за Скопје Еврохуман Интернационал, веќе скоро година дена веќе имаме континуирана соработка, околу 50 на фамилии, веќе имаме на листата да еднаш во текот на месецот им доделиме социјални пакети. Значи, складиштето е за сува храна претежно, но компанијата Трго Југ веќе ни доделува и одреден складиштен простор каде што е на минус 23, значи можеме да примеме и смрзнати производи кои што нели треба да бидат на таква температура, така да складиштето е опремено со сите потребни елементи, како и административниот дел, да извршуваме функцијата на еден оператор со храна, бидејќи тоа се бара во сите тие оние услови и потреби за реализација на еден таков склад. Складот може да собере околу 150 на тони храна, меѓутоа за нас најинтересно е што ние милуваме тоа дека таа храна треба да остане што помалку во складишто, пократко во складишто, бидејќи храната како таква е потребна секој ден. Така. Што е со оние гледачи кои што сега мислат што да прават со храната која што имаат во својот фриждер, мислам на онаа конзервирани, кои што сакаат да ја донираат, дали може да може дека нас да ја донираат, меѓутоа видете, значи најголем проблем со кој што се соочи на Европа, светот, па и ние, мора да кажам, дека малите количини на храна секогаш се неатрактивни, бидејќи логистиката, дистрибуцијата на иста, преземањето или донесувањето од страна на самите граѓани, ако е веќе во мала количина, не е исплатливо. Без разлика каде се наоѓаме во Скопје, ние сме во позади Петете школото во општина Аеродром. Меѓутоа, најголем проблем е дистрибуцијата и логистиката. Имаме компании кои што во моментов, заверували или не, секој ден ни нудат преку 2 тона свеж зеленчук и овоше, кои што 60% од таа количина на храна е добра за користење, за конзумација. Значи, веќе сме во процес на потпишување на договор. Нема кој да ја прими храната. Значи, тоа е најголемиот проблем. Јас однапред благодарам сите оние хумани што помисле барем малце
хуман гест да да направат во оној дел да ја на некој начин доделат таа храна. Меѓутоа, треба да подразмислиме дека хуманоста треба да има свој систем и своји рамки. Малку ми е нејасно, само подобјаснете ми. Ако го направите овој проект и ако имате веќе луѓе кои што се ангажирани во целиот овој проект, тука сте вие, почнуваме да ја будиме свесноста кај граѓаните, имаме компании кои што сакаат да донираат, каде стои проблемот таа да се дистрибуира до оние кои што им е најпотребно? Конкретно. Зборувате околу систем. Да, и прво, поединец не може да прими тој зеленчек, што да го речеме како такво, но кај што ви да станува збор за тон или повеќе. Да, секако. Не може поединец да подели храната, бидејќи банката за храна прво склучува договор со компанијата која што ја донира храна. Второ, тоа мора да го дигне организирана форма. Пред се тоа граѓански организации или институции. Од местото каде што се иззема храната до местото каде што треба прво да се изземе, да се провери таа храна, дел од тие производи ги тргаме на страна, веќе ние пробавме со тоа, дел од таа храна што е расипање компостираме преку организации. Меѓутоа, најголемиот проблем е од точката А до точката Б. Ај точката Б ќе дојде некако. Не можеме да најдеме организација која што е способна да има своје превозно средство. Па на крај крајва ја малци критика кон граѓаните кои што навистина се во незавидна ситуација, дека не ги се вклучат волонтерски во ова. Малце македонскиот народ мора да кажеме и оно ајде му го однесеме на маса, што не е во ред. Бидејќи ние како организација немаме право да имаме допир до крајните корисници по поглавието на Европска федерација на банки за храна, но секако правиме напори да и ние излеземе во пресед кога тоа треба. Значи, ние со своји средства, со своји возила, по одредени моменти ја преземеме таквата храна и носиме дури до крајни корисници. И тоа не е проблем. Проблемот е, ние ад-хок можеме да реагираме, меѓутоа проблемот е да се направи тој систем. Зошто да не е една народна кујна или, не знам, некоја градинка, да им доделиме одредени овошји и зеленчук кои што се корисни за децата пред се, а се од посиромашна или фамилии доаѓаат во тие градинки, бидејќи таму не се само сите најбогати деца, него има дечиња чии родители што се со скромни примања. На тој начин, ова е исчекор еден ново поглавје во кое што ќе го креираме во периодот кој што следи пред нас. Вие си имате работа и со менталитетот, морам да признам. Секако, не само ние, него целото општество имаме проблем со самиот менталитет, бидејќи навистина се огромни количини на храна фрлат. Јас и во ваша емисија сум спомнел и секогаш не наоѓам од другата страна на масата да некој да седне да издебатираме, бидејќи неколку податоци што ги правиме како истражувања покажаа дека во Македонија апроксимативно се фрла храна колку едно цело кочење да јаде цела година. Вау, тоа е многу храна. Добро, знам дека имаме уште многу што да правиме муабет, меѓутоа во интерес на времето овде ќе мора да го заокружиме. Ми беше чест и задоволство што бевте наш гости. Благодарам и на вас и на поканата и поздрав до вашите гледачи. Се гледаме некаде, споменавте крај на септември. Ќе ни биде интересно да бидеме дел од таа комуникација со Бугарската банка за храна и какви се таму ситуациите и работите. Благодарам уште еднаш.